Целта на днешната пресконференција на ГРОМ е актуелната политичка состојба во Република Македонија. Граѓанската опција за Македонија го повикува лидерот на Социјалдемократскиот сојуз господинот Зоран Заев да престане да прави циркус од Република Македонија. Малку му беа 5 месеци што државата внатре ја претвори во сапуница или во некоја ефтина турска серија, сега не резили и пред меѓународната заедница и пред Европската унија. Неговиот бомбашки процес за жал се претвори во општа деструкција во која првичните жртви се туризмот, се вкупната економија во државата и пред се стабилноста на Република Македонија, како и граѓаните на Република Македонија. Тој ни кажува дека станува збор за некои си бомби за нелегално стекнат материјал во период измеѓу 2011 и 2013 година, и тие му се како главен аргумент со кој што ги оспорува изборите од 2014 година. Заев дефинитивно се покажа како човек без идеја, но со јасна цел, на секој начин да се дограби до власта, не бирајќи ниту средства и начини, а при тоа не ја бира ниту цената. Тоа го потврдува и последната бламажа што државата Македонија е доживеа на меѓународен план. Пропаднатите преговори во Брисел одат исклучиво нему и на неговата совест. На Заев очигледно ништо и никој не му чини. Најнапред беше владата на Република Македонија и премиерот Груевски, сега во фокус му е медијаторот Хан, но очигледно и никој од меѓународната заедница задолжен за постигнување на политички компромис во земјата и надминување на кризата. Тоа му го порача известувачот за Република Македонија господинот Иво Вајгел, кој отворено го впери прстот кон Заев како кочничар во постигнувањето договор, а пак од друга страна на Твитер јасна порака испрати и шведскиот дипломат Карл Билт, кој прецизно кажа дека Јоханес Хан има поддршката од Европската унија и од Советот за министри за надворешни работи на Европската унија да ја разреши и да биде медијатор во кризата во Република Македонија. Ултимативниот пристап на Заев воопшто нема за цел да се постигне било каков компромис. Туку единствената цел му е што поскапо да се продаде кај дел од сопственото членство. Ваквата ефтина приказна за среќа ја прочитаа и домашната и меѓународната јавност и очекуваме во најскоро време тоа да му го предочат и нему на сосема разбилив јазик. Господине Заев, Република Македонија не е ваша желботека, па се што ќе посакате да постигнете. Не заборавајте дека Република Македонија е држава со воспоставена парламентарна демократија во која на власт се доаѓа исклучиво преку демократски избори, а не преку шатор демократија или пак кодош дипломатија. Очигледно граѓаните не ви веруваат и не го поддржуваат ова ваше политичко насилие.